Веројатно, кога ќе ви спомне некој Остен, првите сеќавања се на повозрастните се сеќавањата на Двонеделникот, на другите малку помладите од повозрастните веројатно и на Неделникот, но во секој случај, секој пат имате насмевка на лицето која што ви се разлекува поради тоа се што сте просведочиле, се што сте виделе и се што сте научиле од Остен во овие изминати децении, нема да речам години, од постоењето. Но, со оглед на времето, сите работи побаруваат и трансформација. И таквите трансформации доведуваат до развој, кој што пак доведува и до нашата тема денеска. Нашата денешна тема за која што разговараме токму поврзана со Остен е тоа дека на 22 февруари, годинава нормално, од 19 часот ми се чини, ќе има Остен Биенале на цртеж и 54-та светска галерија на карикатури Скопје 2022. Заедно со нас во студиото извршната директорка на Остен Скопје Корнелија Конеска и посакувам добре дојде. Ви благодарам што ме поканивте за разговоров и многу ми е драго кога ќе можам да пренесам дел од атмосферата на Остен на целата јавност, особено на младата генерација. Да, тоа веројатно е и можеби најголемиот предизвик. Односно, веројатно и може на Корнелија да ви се обраќам, да, не е проблем. Односно, веројатно и денес ќе ми кажете дали е така, ама до пред некоја година, пред експанзијата на дигиталната уметност и слично, може би да речеме и Остен ви беше потешко да им го приближите на младите, но денес веќе работите би требало да се сменат, бидејќи младите имаат поголем интерес за ваквиот вид уметност, или не сум во право? Сосема си или дискутабилно е тоа? Сосема си во право, Огнен, меѓутоа е и дискутабилно, затоа што технологијата оди напред и како велат, ниту по силниот, ниту по паметниот оди на оној што подобро ќе се прилагоди на новите текови. И се разбира дека и Остен, таа трансформација што ја спомна, трае веќе подолго време и трансформацијата е процес во движење, затоа што промените брзо се случуваат и ние секогаш сакаме да ги следиме, точно заради тоа да бидеме актуелни и во текст со времето и со технологијата. Во тој смисол, од почеток почнавме како уметност на хартија, меѓутоа со текот на времето добиваме се повеќе и повеќе дела кои што се дигитални, не само како дигитални скенирани или испратени, туку дигитално креирани. И нормално дека сите тие дела ние ги примаме и ги споделуваме со јавноста преку двете главни манифестации.
се разбира Светската галерија на карикатури, која што постои уште од 1969 година, и Биеналето на цртеж, кое што е исклучително реномирано во областа на уметноста, а кое што фактички се заснива на организационите постулати на Светската галерија на карикатури. Ако се навраќаме наназад, Корнелија, скрос на почетоците на Остеневе, вие 69-тата ја споменавте, тогаш мислам дека се и оние фотографии на првиот гулаб кој што е пуштен. Да, точно така. Да лета ќе зборуваме и за гулабот, но веројатно почетоците треба да се бараат уште многу порано, во 45-тата од прилика некаде, но со друго име, ако не се лажам, ако добро се сеќам, бидејќи зборот ми е меѓу вака по фасцинантните во македонскиот јазик, Сред поле Дзунзуле. И каква е поврзаноста на... Па, Сред поле Дзунзуле е во суштина летокот, кој што бил правен меѓу партизанските одреди. Прав предвестник во случајот. Прав предвестник, значи комплетно е тоа многу соодветно, меѓутоа првиот број на Остен е на 1 јануари 1945 година. Ето. Така да тоа што било како пренесување на една слободна мисла продолжило многу поартикулирано во самиот весник Остен, каде што Цицо е, да речеме, првиот карикатурист кој што објавува карикатури таму, и дури ние го имаме на голем формат отпечатено, тој првиот лист на Остен, може би требаше и сега да го донесеме, за следна можност, зошто да не, па така е. И само да кажам дека дури и сега се актуелни. Неговите. Дури сега може би и се поактуелни тие од тоа време, отколку да речеме современите. Тоа се многу години за трансформација, тоа се многу предизвици низ тие години. Да. И веројатно најголемиот предизвик доаѓа кога уметноста во последните 20-тина, може би и повеќе години, се остава сама на себе поради тоа што, да речеме, ако претходно била целосно во главниот фокус на државните системи, во последните децении, тоа не е баш така, и предизвиците за обстојување се веројатно многу поголеми. И тогаш најмногу кој преживеа благодарение на интернационализација на нештата. Дали низ таква една трансформација и предизвици поминавте и вие? Точно така. Знаеме дека со распадот на Југославија претходно беше комплетно Остен беше државна, како и се друго, впрочем. Од национален интерес и така натаму. Национален интерес, меѓутоа и државна компанија, каде што беа вработени оние кои што работеа на Остен и на Светската галерија на карикатури. Тука може би една мала дигресија, мислам дека е многу интересно и важно да се спомене основањето на Светската галерија на карикатури во 1969 на 6-та средба на солидарноста по повод земјотресот во Скопје во 1963. Тогаш 10 години после земјотресот целиот свет во суштина на тие средби на солидарност доаѓал во Скопје и помагал Скопје да се обнови не само во однос на инфраструктура, градби, урбанизам, архитектура и така натаму, току исто така и социјалниот и општествениот живот. Токму на една таква, односно на шестата средба на солидарност, да е создадена Светската галерија на карикатури, така да јас стално тоа сакам да го потенцирам и мислам дека треба да се знае дека светски процеси се случувале во Скопје. Значи, Светската галерија не била, да речеме, најпрви во Скопје, па потоа национална, па интернационална, туку од почеток била создадена како еден светски бренд. И Остен продолжува нормално понатаму да ја менаџира, да раководи со Светската галерија на карикатури и еве, тоа го правиме до овој ден. Фасцинантно е, баш сега бидејќи го проверував преносот преку Facebook кој што го правиме во живо на овие интервјуа и веднаш веќе има коментари од видот на Растев со Остен. Да. Дали многу често го добивате тој коментар и дали можеби некој кој што растел со Остен е дел од галеријата на Остен?
Значи, луѓе кои што, да речеме, дошли и ви рекле, цел живот растев со Остен, се инспирирав се и сме направи тоа што сум и сега станува дел од галеријата. Прво јас. Да почнеме од гостинката. Да, и навистина мислам дека сум привилегирана што работам во Остен и што се среќавам со сите оние кои што биле дел од Остен и кои што малку па ќе дојдат и ќе се сретнеме, дали по одредена активност или онака, чисто на кафе муабет што се вели, и ќе кажат колку животот им бил поврзан со Остен. Потоа, особено со новинарите од постарата генерација, стално кога се среќаваме, кажуваат колку имаат Остени веќе списанија дома некаде поставени од Светската галерија на карикатури, каталози и така натаму, дури некои од луѓето кои што работеа во Остен и самите беа дел од семејствата на оние кои што претходно работеле во Остен, во редакцијата и така натаму. И навистина многу често тоа го слушаме, но она што е наша мисија е тој дух да го пренесеме и на младите генерации. За разлика од оние кои што биле во својот животен век, нели, сведоци на постоењето на Остен и Светската галерија на карикатури до тогаш, значи до одредено време, сега веќе Остен представува некој друг синоним за младите генерации и тој дух, првенствено на слободно изразување, кое што е многу важно, а преку карикатурата визуелно тоа е исклучителен медиум, карикатурата за пренесување на слободното размислување и за челичење на луѓето кои што ја конзумираат како гледачи. И нормално преку уметноста, која што сама по себе е нешто што значи слобода во изразувањето, креативност, имагинација и се она кое што сметам дека е најважно за, особено за младите луѓе, а за старите веќе, за повозрастните, пардон, не за старите, е веќе... Кој како се чувствува сега, тука ќе оставиме. Да, слободно толкување. Да, добро? Е веќе нешто без кое што не можат да живеат, нели? Добро, вие толку долго постоите што вие дури ги имате и категорија старите. Да. Така што мислам дека си е соодветно, кој каде ќе си се најде, таму нека си биде. Ќе заборавев да почнам да зборувам за темата што ни е зададена за денеска, ама мора вака да навратам наназад, со оглед на тоа дека исклучително е важно прво да се подсетиме, а второ да се запознае публиката со предизвиците и начинот на кој што се обидуваат да се одржат уметностите во денешно време, генерално во современото општество на глобално ниво, но и во рамки на нашата држава и регионот. Тоа што истовремено ми е многу важно да го споменеме е колкава е значајноста на Остен за светската уметност. Не зборувам за македонската, тоа ми е мене јасно и на гледачите им е јасно. Но зборувам сега за светската уметност. Па, еве, да не звучам субјективно, меѓутоа, со самиот факт што тука доаѓаат 50 на уметници од цел свет, за да присуствуваат на отворањето на официјалната изложба на Остен Биеналето на цртеж, Скопје 2022 година, и во текот на целата година... 50-тина, да. Машала. Да, и во текот на целата година што доаѓаат да организираат изложба во галерија Остен и што учествуваат на Биеналето на цртеж над 336, мислам дека беа во ова Биенале, од 52 земји во светот. Сето тоа навистина мислам дека доволно зборува, еве, вака како емпириски да се објаснеме, објективно, не субјективно. Така е. За значењето на Остен, на Биеналето на цртеж, за Биеналето на цртеж зборувам, во интернационални рамки. А што се однесува до карикатурата, тоа е уште повеќе, затоа што Скопје е центар на светската карикатура. Во текот на сите овие години, 54-та ја нагласуваме затоа што веќе почнуваме 55-та да ја спремаме. Да.
во оваа 2023 година и тоа е еден значаен јубилеј. И треба да се знае дека Светската галерија на карикатури е најстара манифестација од таков вид во светот. Так. И ние може слободно да кажеме дека во секоја земја, што се вели во секој град, имаме пријатели меѓу карикатуристите. Така, интернационализацијата е нешто кое што е природна карактеристика на Остен уште од самиот почеток, како што кажав, светските прогресивни сили ја формирала Светската галерија на карикатури и при намерата Скопје да заживее и во однос на социјалниот и општествениот живот после земјотресот. На почетокот гледачите имаа можност да погледнат едно видео, ќе гледаат и во текот на интервјуто, режија од сега натаму може да ги пуштате другите инсерти, до сега имавме само вовед. Што видео? Тоа ви е промо видеото на јавното видео? Да, тоа е промоцијата на наградените уметници. Изоставени се тука главните награди, да ги кажам, затоа што тие имаат посебни видеа, тие уметници. Секој издание на Биеналето на цртеж имаме светски уметници како добитници на Гран При за животно остварување и оваа година е точно највисоката награда добитник Џозеф Кошут од Соединетите Американски држави, кој што е во суштина пионерот на концептуалната уметност. Веќе гледачите имаат можност баш за него. И теоретичар кој што уметниците или историчарите на уметност без дилеми може да кажат дека еден од најголемите уметници на нашата денешница. Ако на тоа се надоврзам, да речеме, на предходните, во 2020 беа Илја и Емилија Кабаков, во 2018 Пјер Сулаж, 2016 Тони Крек, 2014 Марина Абрамовиќ, 2012 Кристо и така, значи секогаш сме највисоките награди ги доделуваме навистина на највисоките уметници во светот на уметноста. Една од мисиите на Остен со Биеналето на цртеж е да ги поврзиме најголемите уметници со оние кои што допрва доаѓаат од целиот свет. Така да не често, ретко или можеби само кај нас, не знам, може да се најдат уметници во ист каталог, да кажеме, со вака високо рангирани уметници во светот. Исто наградата Светско културно наследство е награда која што ја доделуваме како највисока награда на уметноста од историјата на уметност, значи веќе што не се меѓу нас уметници, со што сакаме да она улогата на уметноста, како кажал Хераклит, Арс лонга, вита бревис. Уметноста е она која што е долга, животот е краток. И замислете, оваа година Рембрандт е добитник на наградата Светско културно наследство после толку векови. Се уште Рембрандт со своите дела е присутен и наградуван, нели? Кога зборуваме за годинашните настани, првично морав да внимавам на годините, бидејќи веќе таман се научив 2023 да пишувам, а кајва се 2022 и реков чекајте малку другари, сега да не сгрешам. Да. И не знам насловот, веројатно го немам сгрешено, сега ќе проверам. Да видам, добро е. Прво е 23-та, па после 22-та. Так. Бидејќи датумот го кажа. Но започнувате на 22 февруари, што се ќе се случува? Да. Многу најави. Да. Во текот на 2022 го организиравме Биеналето на цртеж и сега на почеток на 2023 ја правиме официјалната изложба. Секогаш на крај на годината се многу настани, па сакавме малку дистанца да направиме. Многу итро морам да признам од ваша страна. Да. Браво. И таман празниците поминаа, се е заврши. Апсолутно, сега сме веќе желни за настани и тоа сакаме најпозитивно да го искористиме. Исто така самата програма е прилично богата и можам да кажам дека ние веќе ја започнавме со неодамнешната
неодамнешното отворање на изложбата на уметницата Ненси Тонг од Кина, дојде тука 20 на дена ќе биде присутна. Што ме подолго тука, ќе видиме дали и кај нас во студио ќе биде присутна, ама ќе ви кажам за тоа, ќе ви најавам. И туку што ја отворивме на 7 пред неколку дена, а денес во 12 часот има и разговор со уметникот, така да... Каде? Во Галерија Остен се разбира. Во Галерија Остен, да. Супер. Така да секој е добре дојден, ако сака отворена да се е за јавност дискусијата, така? Отворена така? е за јавност и тоа е еден од начините како да ја информираме и едуцираме. Ние како јавна дејност секогаш имаме и информативна и едукативна улога. И баш ќе ми биде драго да што повеќе луѓе се присутни и да се сретнат со современа уметност од еден друг свет, од Хонг Конг доаѓа Ненси, и да особено да сватат дека ние сме рамо до рамо со светските уметници. Бројките велат, ова секогаш го задржувам за себе според документите, да не ги малтретирам гостите со памтење на точна статистика, велат Остен Биенале на цртеж Скопје 2022. За ова пристигнати се пријави од 336 уметници, Да. од 52 земји, тоа веќе го кажа со земјите, со 1035 дела. Да. Што вели оваа статистика во однос на претходни години? Секогаш имаме голем број на пријави. Минатата година, минатото биенале во 2020, Во рамки на пандемијата. Во рамки на пандемијата имавме мало намалување на бројката, меѓутоа 260 сепак е голема бројка. Мислам, во однос на оваа бројка да е намалување, но да. Да. Во првите изданија на биеналето имавме и уште поголеми броеви, меѓутоа малку ги покачивме критериумите и сега сме многу поселективни во однос на учесниците кои што учествуваат на биеналето, се со цел да имаме по-квалитетна уметност која што ќе ја прикажуваме тука на биеналето. Каков е соодносот на дигитални наспроти хартиени? Да. Па, еве... Станува се поголем во полза на дигиталните? Да. Тоа е тренд кој што е во пораст и можеме сега... нема да запре сега и со вештачката интелигенција. Тоа ми беше изборот, а сега со NFT-ата, со вештачката интелигенција во областа на графичкиот дизајн, на уметноста и на се понатаму. Во секој случај, јас не мислам дека вештачката интелигенција или роботиката или машините ќе го заменат човекот, затоа што сепак креативноста останува во рамките на човековиот мозок, во рамките на имагинацијата. Во секој случај, тоа го сметам како нешто што ќе го видоизмени, ќе ја видоизмени како алатка. Значи имаме една алатка плюс што ќе ја видоизмени уметноста, во кои правци ќе видиме се уште. Тоа е приказна која што трае бесконечно. Но новите предизвици во однос на технологијата се само добре дојдени и јас никогаш не мислам дека ќе биде човекот спроти машините, туку човекот и роботите или машините спроти предизвиците. И така, треба да ги прифатиме како дел од некоја тенденција која што сега започнува и да ја ставиме во полза на сите. Како се одвива процесот на селекција, бидејќи не можете вие од 336 со над 1000 пријавени дела тоа веројатно и многу долго трае, бидејќи тоа не е... Абсолютно, тоа е процес. Тоа се месеци во прашање. Ајде да се 10-15 со по 10 дела, пак е долг процес, ама ова е навистина многу. Да. За да стигнеме до процесот воопшто на доделување на наградите, а и самите... ние почнавме малку обратно, ги доделивме наградите, па чекај сега да видиме селекција. Да.
има еден долг процес, најпрви на евиденција, на регистрација на пријавените, нели? Кои што сега со новиве технологии, еве, има и придобивки во однос на нив, затоа што онлайн е пријавувањето и се пријавуваат со фотографии од нивните дела. Селекцијата оваа година беше од страна на Емил Алексиев. Добре. И тој ги разгледува сите пристигнати уметници со сите дела и на база на тоа ни дава насоки на уметниците. Значи, кои уметници според него, како историчар на уметност, нели, професионалец во својата област, треба да одат во процесот на жирирање. Од селектираните, што во оваа година беа 146, интернационалното жири во состав Ларс Каролф Мулер од Данска, Марио Перони, Марија Цанцаноглу од Грција и Марио Перони од Италија. Јас ке те потсетам за тоа и што не се секираш, затоа листите ми се отворени. Иначе сите се тие наши пријатели, така да... Нема врска, многу памтење во прашање, има многу имиња овде, затоа ми е отворено, се испремно. Сега ќе ги изрецитирам сите. Имиња, колешке, имиња. Како беше вицот? Ајде да видиме. Јас молчам. Да, и имавме исклучително, како и секогаш, компетентни луѓе во однос на уметноста, кои што дојдоа тука во Скопје, затоа што сепак оригиналното гледање на делата е незаменливо. Сепак, можеме да направиме селекција, нели? Можеш да добиеш представа за какво е делото или каков е уметникот и навистина селекцијата е многу полесно да се направи онлайн, првичната, меѓутоа при доделувањето на наградите е многу важно да се види делото во оригинал. И затоа и со напредокот на технологијата сепак треба да инсистираме да слушаме жива музика, да гледаме живи изложби во смисла оригинални дела, а селекцијата, односно жирирањето недвосмислено мора да биде на оригиналните дела. И според системот на наградите, амбасадорите на Остен ги доделуваат главните награди, што ги споменавме на Џозеф Кошут и на Рембрандт, нели? Интернационалното жири додели први награди од жири и посебни признанија од жири, и имаме награди на Остен, Златен Остен и Остен, така да дел од овие уметници ќе бидат присутни и ние ќе имаме можност да се запознаеме и лично и да им ги врачиме наградите на 22 февруари во 19 часот. 73 вкупно уметници финалисти, според информациите. Да. Со тоа што чисто да им посочиме на гледачите во однос на жирито, значи Ларс Керолф Молер од Данска, куратор, советник за уметност, поранешен директор на Борнхолмс музеот во Данска, член на советот на Националната галерија на Гренланд, Марија Цанцаноглу од Грција, историчарка на уметност и кураторка, директорка на Музеот на современа уметност и колекцијата Костакис во Солун, Грција, и Марио Пиерони од Италија, галерист од Рим со над 30 годишно искуство, коосноваш на Сдруженијето за современа уметност Зеринтија, уметнички директор на РАМ, односно Radio Arte Mobile од РАМ, платформа за современа уметност и председател на фондацијата Ничија земја, издвоени се уметници со неголеми и оригинални уметнички достигнувања. Намерно ги прочитав, бидејќи тоа не се ликови кои што ги знаеме и кои, мислам, за жал не се зборува многу за уметност и култура кај нас по медиумите. Во секој случај, тоа е исто еден предизвик за кој што сакав да разговараме, ќе се навратиме повторно на ова, а тоа е колку воопшто медиумска поддршка добивате. Во каква и да е форма, заборави дека си на телевизија, дека си на медиум, игнорирај слободно, кажи се искрено. Да. Имам јас многу да кажам против, ама оставам ти. Се разбира. Па и во однос на општеството и во однос на медиумите, многу е очигледно дека поддршката за настаните од културата затајува. Многу не постојат емисии. Јас, например, не можам да се изначудам, зошто постојат после вести, спортски вести, зошто нема вести од културата, како секој ден.
Значи, да, сигурно има многу повеќе пари во спортот. Меѓутоа, има работи кои што не се мерат со пари. Има работи кои што се безценети. Тоа е една од нив е уметноста, макар да во светот уметноста е значителен пазар. Меѓутоа, во нашето општество тоа се уште не е така. Ние се уште на нашите настани нели покануваме луѓе, ги анимираме луѓето, сакаме да ги привлечиме да дојдат, наместо да доаѓаат и ние да не можеме да се одбраниме заради добрите настани. На тој начин ние ќе бидеме многу помотивирани да имаме што подобри настани. Ние ја наоѓаме својата мотивација во нас, меѓутоа таа интеракција со публиката недостасува, а вклучно во тоа се медиумите. За тоа се медиумите. Затоа што како ќе дојдеш до што поширока публика ако не преку медиумите. И јас сум среќна што сме од оваа страна на времето во општеството, од добрата страна, што правиме убави работи, добри работи. И ако сега гледаме земјотреси, војни и така натаму, сметам дека добро, земјотресот е природна непогода, меѓутоа војните. Значи, јас навистина сметав дека во нашиот живот цивилизацијата е толку напредната што војните ќе се укинат, нема да постојат, а напротив на тлото на Европа во моментов се води војна. И зборот ми е, значи, како што се вложуваат средства, пари, луѓе и така натаму да се направат тие лоши работи, исто така ние треба да работиме да ги направиме нашиве добри и убави работи. Затоа што доброто само по себе не се случува, треба да се поработи на тоа. Точно со таа идеја и со таа мотивација ние го создаваме, односно го организираме Биеналето на цртеж, Светската галерија на карикатури и други проекти кои што со нашите пријатели и соработници од целиот свет ги правиме, ги организираме. Например, во Зачеток е организација на проектот Бродот на толеранција заедно со Кабакови. Тие го организираат веќе 17 години овој проект и се работи за предавање на децата заедно преку нивните наставници во школите за толеранција и нивно вклучување на креативни работилници за цртање на тема толеранција и така натаму. Така. При крај сме на разговорот, за да не заборавиме што најчесто ми се случува, бидејќи се зазборува многу. Да. 22 февруари, среда, 19 часот, во Националната галерија на Македонија во Чифтјамам е централниот настан. Да. Добро. За него веќе зборувавме. Биеналето на цртеж за Скопје 2022, изложбата на наградените и селектирани карикатуристи на 54-та Светска галерија на карикатури, доделувањето плакети на наградени уметници карикатуристи и доделување признанија на соработници на Остен. Да. Со тоа што 23 февруари, четврток, од 12 до 13 часот, тоа да го најавиме и ќе се одјавуваме полека. Да. Да, на 23 имаме исклучително интересна изложба, отворање на изложбата на Роберт Глигоров. Тој е македонец кој што живее долги години во Италија, во Милано, веќе долго време нема дојдено во Македонија и многу е возбуден дека тука ќе има изложба. Иначе е награден автор на Биеналето на цртеж со наградата Уметник на Европа во соработка со Светската асоциација на визуелни уметности. Неговиот концепт Уроборо, така се вика, тоа е она змијата која што си го јади опашот, односно символот на бесконечноста и така натаму. Да. Така е. Осумка легната, бесконечно, змијата си го јаде опашот, никогаш не се затвора кругот и така се. Да, што е една многу општа тема, сакам да кажам, и секогаш актуелна. А потоа, бидејќи настанот во Чифтјамам, отворањето на изложбите на Светската галерија на карикатури, 54-та и Биеналето на цртеж е под покровителство на председателот на Република Македонија Стево Пендаровски
И следниот ден, значи на 23-ти, заедно со гостите, уметниците од целиот свет, ние ќе бидеме во резиденцијата, каде што ја најавуваме јубилејната година, оваа 23-та, нели 55-та светска галерија на карикатури, и ќе бидат изложени таму репродукции од сите прво наградени карикатури од 1969 до 2022. 54 од нив. Така. И тоа е интерен настан на 23-ти, меѓутоа таа изложба во рамките на проектот Отворен кабинет ќе можат посетителите да ја видат со најава, нели, во резиденцијата на председателот во наредниот период. Сите наградени, бидејќи ако земеме сега да ги читаме, веројатно ќе ни треба уште многу време за разговор, а имам да прашам за сите по нешто, Сигурно. така што мора да имаме уште една емисија. Па, Ке се еве, толкова- тука сме. Тука сте. Не одите никаде, сега знам дека не одите Да. никаде, барем овој период. Корнелија, благодарам многу за сите информации, список на наградени, случувања и подсетувања на Facebook. Имате фан страница? Да. Остен, на англиски Остен галеријата на карикатури, Светска галерија на карикатури. Имаме и на Светската галерија на карикатури и Остен биенале на цртеж. Се Така. разбира на англиски, затоа што сме меѓународни Така е, и тоа така е е. многу по-едноставно да се И рекламира. веб страница исто И така, веб на која што ги има страницата, сите детални osten.mk. работи. секаде сме присутни и на Инстаграм. Така, Мора на Инстаграм. само Google прашајте го за Остен. И ќе ви каже се што ве интересира, пишете таму на Google Остен и готово. Благодарам многу, Корнелија, за издвоеното време и се гледаме наскоро. Ви благодарам и се гледаме наскоро.